Премиерот Зоран Заев вели дека има огромен број на пратеници кои ќе ги поддржат уставните измени во парламентот. Нема план Б за договорот со Грција. Верува во пратениците и нивната разумност дека доколку се пропушти оваа шанса, долго време ќе нема друга. Заев ги повика народните избраници секој да си ја преземе одговорноста и исправено храбро на крајот на денот да донесе одлука во интерес на Македонија. Вчера поминав овде со пратениците, па и во клубот или кафетеријата разговараме со сите. Сите се свесни, на сите им е јасно дека нема план Б. Ако ова можност пропадне, што после? Сите се ужаснати од помислата што после, ако пропадне оваа можност. Бројката е огромна дури од опозицијата, голема. Заради тоа што луѓето веруваат, тоа се општественици луѓе, да, и политичари, пратеници и слично, и веројатно заканата непријатниот момент кој што го живеат и доживуваат, се причини да до крај не направат експресија на своите ставови. Тие се одговорни личности сите, зборувам и за мнозинството, и за она што е опозиција во парламентот, сите до еден се одговорни, сите знаат, многу добро, знаат исто како мене, дека оваа шанса треба да се искористи, заради тоа што е неповторлива. Сите знаат дека договорот е фер и правичен, дека подобар не може да има. Сите знаат дека без договор нема Европска унија и НАТО. Вице-премиерот Бујар Османи денеска вели дека во собранието веќе е обезбедено двотретинско мнозинство за уставните измени. Обезбедената бројка од пратеници кои што ќе ги изгласаат уставните измени, значи ние сме оптимисти дека има мнозинство двотретинско во собранието за уставни измени. Се разбира дека тоа ќе треба да го видиме во понеделник. Меѓутоа тоа што е важно дека тоа двотретинско мнозинство нема да биде потребно само при првото гласање. Ќе биде потребно и при последното гласање што ќе биде после 3 месеци. А очекуваме дека ќе има различни видови на притисоци врз пратениците. Така да тоа го прави комплексен целиот процес на уставни измени. Зоран Заев е во паника затоа што не помина неговата капитулација и граѓаните го осудија обидот да добие амнестија за сопствените криминали преку штетниот договор со кој ги прифати грчките црвени линии. За утре е закажано продолжението на Комисијата за уставни прашања, каде на дневен ред се уставните измени за впонеделник собраниска седница.